во Црвена звезда одигра, гледам според статистиките, 29 надпревари во таа сезона, имаш постигнато 1 гол. И што е интересно, во таа сезона, додека играше ти во Црвена звезда, Звезда ја освои двојната круна, па и тоа е вака убаво за секој фудбалер, мислам. Пред тоа со Вардар, шампионската титула, сега со Црвена звезда и купот и првенството. Па, навистина, задоволство беше да се настапува прво од ресто на Вардар и после тоа кога веќе почна да се распродава тој тим, таа екипа која се ствараше едно 5-6 години, Вардар. И повеќе таа уште помладци, уште од времето на Бобек, тој ја направи првата селекција крајот на 79-та. Со доаѓањето на Алексовски, Здравков, Урошевиќ и така натаму, Пепи Ѓорѓиевски, Томче Трановски, Тони, така и само се надоградуваше тимот. И Црвена звезда, наистина, после 19 години ја освои дуплата, двојната круна, беше шампион и го освои купот. Во таа година се случи уште еден убав момент за мене. Дебитирав во А националниот тим на Југославија, кога ја предводеше Ивица Осим. Тој надпревар беше во мај месец во Лоч, во Полска, против Полска, со онај најквалитетен состав, бидејќи Југославија се квалификува за светското првенство во Италија. Во Италија. И во најсериозниот, најтесниот круг на играчи. Меѓутоа, за жал, се повредив на последниот надпревар и едноставно отпадна. Можеби и така немаше да одам, меѓутоа се надеваш дека можеби нешто ќе биде. Така да во тој период на Црвена звезда, кој се ствараше екипата веќе неколку години, Дејан Савичевиќ и Дарко Панчев тогаш веќе почна да играат, а претходно беа во средниот ред Просинечки, Михајловиќ беше таму. Не, покасно дојде Михајловиќ, да, Пекси Стојковиќ беше, па тука беше Илија Најдовски, беше Слободан Маровиќ, Горан Јорич и едноставно беше тим за почит и за респект. Белодедич тогаш дојде кога беше ти или после тоа? Да, во првиот момент на таа централна дефанзивна позиција играше Милош Дризич. И едноставно требаше време и требаше промени, па се најде решение во изварениот централен дефанзивен играч кој дојде од Стево од Букурешт, а немаше право одма да биде регистриран. Имаше проблеми така, и зимскиот период, да, и зимскиот период веќе Миле се приклучи на тимот и Црвена звезда веќе почна да игра многу по-сигурно. Најдовски и Белодедич. Да. Столбови во уживање на вистина беше и тие моменти, не знаеш кој момент повеќе да го одвоиш. Полни стадиони, полни стадиони. За мене лично можеби е така моментот кога пред преполн стадион игравме надпревар со Žalgiris и тогаш и постигнав гол и Стојковиќ Просинечки. Савичевиќ, па Канатларовски и Канатларовски из два потеза успева да матира Мартини Кенаса. Тоа беше еден многу важен клучен надпревар, меѓутоа Црвена звезда уште еднаш, како и многу пати го покажа сиот свој раскош, квалитет и едноставно го сумелевме противникот 4-1, победивме, да ви на реваншот и мислам дека и таму беше 1-0 за нас и после тоа дојде она фамозна утакмица со Келн каде што бевме елиминирани после 2-0 во Белград, во наше водство, во првиот надпревар, реваншот влеговме малку така несериозно со отсуство на неколку стандардни противници, меѓу кои беше и Дарко, и со помош на судите Келн не елиминира. Тоа беше 89-та, 90-та година во купот на европските шампиони. Не, купот на УЕФА. На УЕФА. Да, а наредната година, сето она година несреќа што беше, наредната година му се врати на Црвена звезда, да, и го освои европскиот шампионски куп и светскиот.
тогаш како да се разлути Звезда, вика сега идната година ќе видите и од сите тие тимови, Келн со помош на судиите ја елиминира Црвена Звезда, затоа пак Црвена Звезда го елиминира во полуфиналето следната година Бајерн. Така. И со така вратија. Во последните моменти со доста последните секунди беа. Така беше, меѓутоа сето тоа се заборава, останува титулата и врежано е да од овие простори. Стиви во овој разговор, гледав така на интернет, го има на Аугенталер автоголот, како го прелетува голманот. Крај и тоа веќе општо славје, Звезда во финале. И, значи, тој надпревар со Жалгириса од домашното првенство. Домашното првенство, тогаш во тој период имавме и 4 надпревари со Партизан. 2 игравме за домашното првенство и 2 во полуфинале на купот. Да. Исто и тоа може да каже кога ние наистина Партизан во тие моменти, иако беше во послаба форма и во тие моменти послаб тим беше од нас, меѓутоа ние среќно дојдовме до победата. Среќно дојдовме до победата во последните моменти со голот на Владо Лукич и тогаш таа ерупција, и мислам дека по некои статистики кои ги читав дека на тој надпревар и најмногу влезници се продадени на стадионот на Црвена Звезда. За купот. Да, преку 100.000. Да. Добро, тука ја обработивме, би рекол, Црвена Звезда, настапите, Жалгирис, дуелите со Партизан секогаш. Само да ви кажам дека тој квалитет кој го имаше Црвена Звезда и во тоа време располагаше со голем фонд на квалитетни фудбалери и конкуренцијата во тимот беше страотна. Таму едноставно не смееш да изостаниш тренинг, да одиграш слаб тренинг, да одработиш слабо на тренинг или некоја повреда. Добро, те оптоваруваше ли тоа дека ете толку силна конкуренција, па некако и психолошки влијае или обратно кај тебе беше да не погрешиш нешто и одма мала грешка за да најде повод тренерот да те стави на страна. Ако мојата позиција беше последна игра за врска во дефанзива, каде што на таа позиција и не само на таа, Црвена Звезда тогаш негуваше еден многу квалитетен фудбал со многу пасови, со многу додири, нешто слично како што сега игра доминира Барселона. Тоа време ако се има во предвид дека 2 бека беа Јурич и Маровиќ, 2 централни дефанзивни беа Илија Белодедич плюс голман Стојановиќ. Сега останатото горе беа најголемите звезди. Роберт Просинечки, Дејан Савичевиќ, Драган Стојковиќ Пикси и настапуваше Дарко Панчев. Тоа беше четворка незаменлива. Значи, што вика народски да се каже недопирливи. И секојаш тука јас гледав, кога ќе се погледнеш на клупа, Рефик Шабанаџевиќ. Тоа се врати од војска со преку 20 настапи за Атим на Југославија. Во тој период дојде Зоран Вујовиќ, исто на моје место. И има преку 30 настапи за Атим на Југославија. Митар Мркела, Владо Лукич, Владо Стошиќ, Душан Радиновиќ. А едно слободно место, моето. Не беше лесно да се обстои во таа квалитетна конкуренција. Да се одигра 29 надпревари, рече си сите. И то сите по 90 минути. Ретко кога бев заменет поради повреда или тактичка замисла. Обично надпреварите ги игра по 90 минути. И после прекинот, кој вечно ќе го паметат сите и ние како актери на терен во Загреб, кога влезе публиката на терен и тогаш ние едва спасивме жива глава, се пикнавме во соблекувална и тоа беше она година веќе пред распадот на поранешната држава и се уште се прераскажува тој надпревар. И тогаш веќе доведени во голема опасност актерите. И тогаш веќе се назираше распадот на Југославија и после тоа ние веќе немаше и теоретски шанси, немаше кој да се доближи до титулата и последниот надпревар се сеќавам баш Венци Симоновски настапуваше за Спартак. Ние го игравме на Маракана против Спартак, Суботица, и едноставно тоа беше надпревар во кој за 5 дена го игравме финалето на Купот на Југославија против Хајдук,
каде што требаше да истрчаме на терен и за уживање на публика, да се направат фотографии, да едноставно се прослави освоената титула и тогаш и да се овековечи таа генерација. Така беше Томче Филиповски, ни го предаде пехарот и тоа од Славија, меѓутоа за мене беше тој момент, добив еден удар незгоден во зглобот, каде што после надпревар добив голем оток, не можев 2 дена да работам, да тренирам. Медицинската екипа направи се за да пробам и со инекции, да, доктор Нешович и да, познато докторско име не само во бивша Југославија, него пошироко, и едноставно не можев да настапам во финалето. И финалниот надпревар беше пресуден, јас имав подпишано пред договор со Оксер и така едноставно во тие моменти настапи едно разочарување кај мене од една како да се каже беззначајен надпревар, се повредив и отпаднав од кандидатите, можеби јас немаше да бидам земен за првенството, меѓутоа бев се надевав дека сум во некоја комбинација. Исто така повредата од фудбалскиот клуб сака да намалат обештетување, Црвена звезда и Драган Джејич не сака такво нешто. Прв кој се појави во тој момент Депортиво со голем интерес да прави еден голем депорт, да, имаше шанса да одиш таму во Депортиво, лако па не одбра лошо место, Лако Руња таму покрај Атлантикот. Да. Тоа е феноменален град, навистина град преубав. Луѓето кои живеат за Депортиво, и сега се префрламе на шпанско тло, кај што почнува твојата меѓународна кариера. Во Депортиво Лако Руња се задржуваш 2 сезони. Требаше да видам 3 сезони. 3 сезони, 2 плюс 1 опција, меѓутоа прво Депортиво беше во втората шпанска лига. Онма експресно влеговме во прва лига, се правеше тимот. Во таа време бевме јас, Џукич, Мирослав, Фран и после тоа почна веќе да се тимот надградува. Кога влеговме во прва лига, во шпанска лига, каде што навистина имаше квалитетни екипи, надпревари квалитетни, веќе имаше потреба и нужда од поголеми, позвучни имиња, поквалитетни фудбалери и едноставно после завршувањето на мојот договор, тогашниот тренер Сено Иглезијас имаше можност да бира поквалитетни фудбалери, меѓу кои Донато, Бебето, Мауро Силва, а во тој период кога ние бевме таму, имаше право само на 3 странци, а ние бевме веќе 5. Да, и ти почна да размислуваш за одење, меѓутоа пред да си одиме од Шпанија, една изјава на Кројф, да ме подсетиш нешто за тебе, се однесуваше дека на таа позиција е најдобрите во шпанската лига. Во тоа време беше Бен Шустер на таа позиција и ја видовте новината кога кажа дека долг пас од 20, 30, 40 метра имаат само 2 фудбалери кои настапува во шпанска лига, тоа се Бен Шустер и Канатларовски. Да, Кана. Те пишува како Кана полесно. Бидејќи моето презиме беше навистина... Ке мисля дека си бразилец со тоа Кана. И додека играв и настапував и овде канес во нашиот фудбал, ајде да кажеме југословенски, и после тоа додека настапува Црвена звезда и многу пати, често пати кога ќе имав топката, кога ќе направи нешто, едноставно коментаторите не ме спомнуваа, бидејќи додека го кажи моето презиме, падна гол од таа страна. И многу пати мојот татко ми велеше: "Синко, ти дали играше на овој надпревар, не те чув ниеднаш." Другиот ден кога ќе стигне оние спортски извештаите во вестниците, и тогаш ќе прочиташ. И тоа ќе прочиташе и добро оценет. А имаше време да прочита таму во поштата, во кажа, ќе отвори вестниците и читај. Сега од Депортиво одиш во Каршијака во Турција. Во Депортиво 2 години, во тие 2 години... Имам запишано 56 надпревари, 1 гол
Може би сега точно таа статистика не ја знам, ама тоа е скоро 90%, што за еден фудбалер е доволно. Да. Доволно и навистина поминав еден прекрасен период таму каде што веќе почна Лопез Рекарте да доаѓа од Барселона, па фудбалери од Реал Мадрид, па Педро Уралде поранешен репрезентативец, така да веќе тоа беа во таа време Џукич, Фран, веќе тимот личеше на добра екипа, се надогради, амбициите порасна. Да, кој можеше да се носи со сите прволигаши. А веќе имав 32-33 години. Отиде во Турција кратко? Не, да се вратив прво во Пелистер. Да. Во Пелистер се вратив и тука сакав да завршам кариерата. Меѓутоа, секогаш, и не само јас, него и секој кој ќе се врати од странство од играње, едноставно, како да смета, како да пречи овде на овие наши простори, наместо да неговото искуство, неговите квалитети, неговото знаење биде искористено и најди примена кај помладите генерации. За жалост имаше недоразбирање во Битола, не поради мене, него едноставно бев бунтовник и се уште сум, каде што играчите не зема редовни плати, имаше проблеми околу исплатата. Тешко во тоа време, а да бараш, да бидиш таков професионалец без квалитетна добра искрена. Тоа беше 93-та година, во купот во финалето игра Пелистер и Вардар. Така, и наредната година јас отидов во Турција, во Измир, игра во Каршијак и во Турција, пошто Каршијак испадна во втората лига, немаше право странци да настапуваат. И ти се враќаш. А во тој период и репрезентацијата на Македонија веќе се надпреваруваше. Се формираш и се надпреваруваше. Да, се уште бе во добра кондиција и мислев дека можам да помогнем, каде што имам и 12 настапи. Ти се врати од Турција во Прилеп. И играше потоа за победа и тука ја заврши играчката кариера и сега одиме на репрезентацијата. Сигурно го паметиш најмногу тој првиот надпревар против Словенија кога постигна и гол, а потоа беше и репрезентативец во оние квалификациони надпревари во првиот циклус и така. Па навистина сега како сега ги гледам нештата и нормално малку и од тренерски аспект, доколку распадот на Југославија се случеше примерно 3, 4 или 5 години порано, кога ние бевме во најдобрите и најзрелите играчки години. Тука рачунам на Јаневски, Дарко Панчев, јас, па Бошко Ѓуровски, Милко Ѓуровски, Тони Славевски, Станојковиќ и да не заборам некои други. Тогаш веќе ние ќе имавме многу поинаква улога во европскиот фудбал и во светскиот фудбал. Сигурно дека ќе се оствараше што ова сега за жал е недостижна желба за доцневме со формирањето на репрезентацијата и добивањето право да играме во тие квалификации, инаку овие играчи што ги наброја од твојата генерација, тоа ќе беше со меѓународно искуство, така. Со меѓународно искуство, со огромни надпревари во нозете. Така да одигра за Македонија што одигра, ти беше и селектор во 2 мандата со најмногу надпревари на клупата на репрезентативниот тим. И во меѓувреме работеше како тренер во повеќе клубови, еве ги имам запишано: Победа, Беласица, Вардар, Куманово, повторно во Вардар, па едно 3 пати во Победа и така. Во нашиве клубови, овие на тоа време, во тоа време што беа по-квалитетни. И потоа отиде и надвор од Македонија, во Бугарија, беше почитуван многу во Пловдив, потоа отиде во Спартак Суботица, па Нови Пазар, па Велеш и тамо еве подолг период од кога го раскина договорот есента со Велеш, чекаш ангажман, сигурно ќе го најдеш, ти си познато
фудбалско и тренерско име. Сега да ни кажеш за оној твој период како селектор на македонската репрезентација и тука полека да го завршиме разговорот. Јас И нешто зборувавме пред тоа дека треба трпение, па во врска со тоа нешто да ни кажеш. Видете, јас не размислував толку рано да се откажам од играњето фудбал, меѓутоа се наметна ситуација каде што во тој период Кире Дојчиновски пронеде ангажман во Мексико и победа остана без тренер и тие последни неколку надпревари, мислам дека 4 или 5, и тогаш, ајде ти си авторитет, остани тука, те слушат играчите, да не брзаме со пронаѓањето на нов тренер и јас од теренот седнав на клупа, затоа што не можеш да видиш и тренер, и играч, и да даваш инструкции. Едноставно тој период беше многу тежок за мене, затоа што не е исто да си играч, фудбалер и да бидеш тренер. Тоа се две сосема различни работи и едноставно играчкото искуство ти помага многу во тренерскиот дел. Меѓутоа треба школување што навистина јас не се штедев. Многу вложив во себе за многу краток период, многу присуствував во кампови, во тренинг центри, пред све на Реал Мадрид два пати. Про лиценца на УЕФА и така да можеш да бидеш секаде тренер. Да, јас зедов во Бугарија, бидејќи тогаш во тој период ние во Македонија се уште немавме. И така да амбициите, ете така од ден на ден расте да превземе еден ден некој голем клуб што кај нас во Македонија. Јас работев навистина во добри клубови и врв или круна на целата тренерска кариера е и селекторската. Може би првиот пат бев и премногу млад кога влегов во тие селекторски води. 99-та беше, со 2000-та и така да се случија многу чудни како овој наш темперамент. Едноставно те поставуваме, сите се за тебе и оној момент кога ќе те поставиме, се трудиме за што поможен краток период и те срушиме. Така беше и случајот со мене, каде што во тој момент тогашната управа не сакам ни да... Затоа реков трпение, дека... Ние немаме трпение. Веднаш сакаме. Си донел тренер и мислиш готово. Многу наши тренери, еминентни имиња, селектори, на брзина ги потрошивме и сега дојањето веќе повтор пат на таа функција представува оптеретување, како за селекторот, така и за луѓето кои вода федерацијата. Меѓутоа, очигледно, не само тоа, ние дефицитарни сме со квалитетен фудбалски тренерски кадар, тоа сите го знаат, и за жал да можеби најквалитетните сега не работат во нашиот фудбал и тоа се одразува веќе уназад години, каде што навистина се помалку и помалку вадиме бисери и гледаме... И се гледа каде сме на ранглистата светска, брзо некако замина, после тоа назначување за селектор, за да се вратиш во 2003 и 2 години да останеш. Па 2 години бев и првиот пат. 2 години и првиот пат, 2 години и вториот пат. Сигурно дека кога сега правиме една анализа на тоа минато, сигурно дека можело подобро и од моја страна. Меѓутоа во тие моменти, во тие периоди секогаш ние сме предодредени да нешто измислуваме, правиме разноразни афери, циркузи, така да навистина убава функција, убава позиција, меѓутоа премногу стресна и со премногу зајадливост и негативности кон секој која работи. Да, фудбалскиот љубител не ја гледа реалната ситуација, имаш тим, немаш тим, играчите, квалитетот докаде, сака резултати. Ние сме шампиони. Па добро, нормално е така, за жал. Треба тука повоздржани да бидеме и да знаеме докаде. Тука мислам дека уште од самиот старт. А тука прв страда ако не се остварат тие желби, се знае селектор. Јас сум свесен за таа работа, меѓутоа ние уште од самиот старт како од самото осамосталување, признавањето на нашата држава, самосталност и
од првиот момент кога почна тие пријателски надпревари преку квалификациите, ние не направивме една стратегија, еден план кој од тие по-квалитетни, помлади стручњаци кои имаат амбиција, кои имаат знаење, кои имаат квалитети, кои се признати и на пошироко, да ги зачуваме тука, да му дадеме можност да работат подолгорочно, да би се нивниот квалитет и нивното знаење пренесло на останатите генерации. На терен преку генерациите играње. Така. И за така сите губиме внимание да се пуштат и надвор во напредниве фудбалски. Губиме ние сами, губат најмногу губат фудбалерите млади кои не е сеедно кој работи и со кого работи, и што е најважно, губи македонецот, губи гледачот кој ќе дојде на стадион, едноставно со овој сиромашен фудбал кој наистина игра, и нормално да нема интерес, да нема посетеност. Кажи ми нешто за репрезентацијата од тие мечеви 39 кои вака посебно го паметиш. Посебно ми остана во сеќавањето така еден феноменален надпревар против репрезентацијата на Англија тука на домашен терен и Холандија. Првиот го загубивме 2-1, која под еден сумлив пенал досуден од страната на судијата за англичаните, и оној гол кој го постигна Вейн Руни и нашиот пораз, и еден убав момент каде што презадоволната публика го напушти стадионот против Холандија, можеби една од најквалитетните надпревари во квалификациите. 4 постигнати гола, 2 во нашата мрежа, 2 во мрежата на холанѓаните, еден тим за почит, за респект, навистина квалитетно одиграно од наша страна, и тоа е така по некој така мој од сегашни гледања позитивни нешта. Останал во сеќавање. А од овие клубови што си ги водел, некој надпревар да одделиш во Пловдив, кога се разделуваше од клубот гледачите, има транспарент на трибините, ти благодариме, остани по таа смисла. Па, навистина, и во Пловдив и во Суботица, кога навивачите и трибината скандира "Остани, остани", бидејќи во тој момент беше последен надпревар, игравме со Партизан и го победивме 2-0, и навистина многу квалитетно одигран надпревар, имаше шанси да преминам во Црвена звезда, и разговарав и со председателот и со... Да, дури некои вестници веќе готово ме промовираа, меѓутоа едноставно тие оставија Стојановиќ да му дадоа шанса, доверба да настави, и не се случи тоа. А исто Бугарија ми остана еден така многу интересен двој, едно дерби градско, Ботев и Локомотив Пловдив, кај што има голема нетрпеливост и голема конкуренција меѓу двата тима. Го одигравме на нивниот стадион, ние бевме многу послаб тим, тие беа во врвот, а ние во долниот дел на табелата, ги победивме со 2-1, и тоа беше моето деби во првенството Бугарија, и многу навивачи следниот ден дојдоа на стадион, викаат сега до крај изгубите ги сите надпревари ако ова се победи. И така многу публика, навивање пред, после надпревар, тоа беше наистина еден момент за уживање. Тоа беше од те новите минати во Пловдив, замина, потоа во Суботица, и очекуваве во Спартак да останеш, меѓутоа веројатно попрашање пак некоја виша сила. Во тие моменти финансиските проблеми кои се наталожија во фудбалскиот клуб Спартак и фондот на фудбалери кој наистина беше сиромашен во тој момент, а во меѓувреме имав неколку отворени понуди за да променам средината. Многу амбициозни новопазарци беа,
многу амбициозни со амбиции за дури излегување за Европа, меѓутоа тоа е многу тешка средина и не би сакал да се навраќам на тоа. Моја грешка беше што го напуштив Спартак, каде што бев прекрасно отиде и во Велеш, познато име од познатите... Едно од најголемите имења и во тие клубови во југ просторите. Тие моменти, нив му требаше човек, ајде да го наречиме странец. Наш од тука ние, колку сакаме, иако сме различни држави, сепак менталитетот, познавањето е тука да направиме нешто. Ние навистина, ако одев таму, се потрудив и тие во 8 надпревари, односно 9, немаја ниту една победа и имаја само 4 нерешени средби. Со моето доаѓање се гледаше малку напредок, меѓутоа многу проблеми, играчите непременно долго време, пари, 6 екипи испаѓаат од лигата оваа година и едноставно многу тешко беше да се избори опстанок. Победивме еден надпревар, на 3 игравме нерешени, така да тоа ше многу малку за да се... И ти се разочара, виде дека тешко ќе оди, да? Бев и скап, а додека фудбалерите немаат плата примерно 6 месеци и многу тешко е да се направи нешто, а не можеш да гледаш дека тоа така. Не сакав да јас тонам заедно со клубот и се разделив. Сега кажи ми нешто повеќе, обично така ги завршува BBC-ите за твоето семејство. Кои се во семејството Канатларовски? Па се вака, имам 2 ќерки кои во моментов живеат во Австралија. Поголемата веќе се мажи, постанав дедо, а помалата ќерка студира таму, сега се запишува на факултетот за безбедност. Тоа живеам во Битола. И се подготвуваш да прифатиш некој нов ангажман. Куферите се стално спремни. Значи може да очекуваме повторно да одлеташ некаде. Да. А што се однесува до репрезентацијата, амбиции на Македонија? Па сигурно дека како и секој македонец или жител на Македонија сака да репрезентацијата игра добро, игра квалитетно. Селекторски амбиции повеќе немам, бев 2 пати, иако можеби сега сум и најподготвен, најзрели, најспособен да можам да работам, меѓутоа тоа за мене затворена книга, едноставно можам, има други функции каде што моето искуство можам да го пренесам и нормално се надевам дека еден ден ќе тргнат работите на подобро, дека и репрезентацијата, репрезентација зборуваме, ќе не израдува со некој... И ќе тргне да поарно и така. Па мора да се надеваме, друго не ни преостанува ништо. Добро, цапар ќе речам на крајот. Тоа беше, почитувани гледачи, нашата фудбалска легенда, Драган Канатларовски цапар, фудбалер со меѓународна афирмација, 2 пати на селекторската клупа на македонската репрезентација, а кој знае што носи идното време, може би пак ќе го видиме на клупата или во репрезентацијата, а во некој друг клуб, тоа е сигурно.